вечерва контрапротестираме, а немаме поим зошто. И плюс, Осама Бин Ладен е жив. Виден е на протестите на младите. Зарем е можно Ал-Каеда да е организатор? Стартува шоуто, од кое и Баба Рога се плаши. Дами и господа, добро вечер. Уште едно ново издание на Рапорт со Јофе. Токму така, уште едно ново издание од градот каде јава војнот на конј, од градот каде војнот на конј има свој аеродром, од градот каде таткото на војнот на конј има своја национална арена и од државата каде војнот на конј има и свој автопат. И се разбира, прво издание за ова лето 2011-то. Па кај си бе лето бе? Па добро вечер, па добре ни дојде. Започнуваме со шоуто. Почитувани гледачи, со само до тоа што работам овде во А1, принуден сум да ги гледам вестите на А1 и нели да верувам во сето она што ќе ми го кажат овде во А1. Е сега, проблемот е што понекогаш ме лажат. Тоест, доста често ме лажат. Море цело време само ме лажат и лажат и лажат. Цела среќа што кога ќе си појдам дома можам да пуштам телевизор, да видам други телевизии, да ја откријам вистината, не лагите кои ги шири оваа ТВ куќа. Да, например, еве за протестите на младите, А1 цело време уште од почетокот тврди дека тие се организирани спонтано и преку социјалните мрежи, Facebook и Twitter. Ама, ако сте будали, верувајте им на А1. Ако сте паметни, ќе си пуштите сител и ќе откриете страшната вистина за тоа кој е вистинскиот организатор. Така направив и јас и еве што открив. Младите кои веќе 2 недели протестираат против полициската бруталност никако да го симнат политичкиот предзнак и да ја убедат јавноста дека се независно граѓанско движење. Партиски функционери на опозицијата карактеристични за денешниот протест кој започна во 12 часот со концерт пред споменикот на Мајка Тереза. Ете, што ви реков, само неколку секунди на сител ви се потребни за да откриете кој на вистина стои позади протестите, па и позади било што друго. А ќе си речете, ако протестите ги организирала некоја партија, сигурно нема да пуштат истакнати своји функционери таму за да ги откријат. Еве, стварно бе, да, која е таа логика ако СДСМ на вистина ги организирала протестите, а не сакаат да се знае дека тие ги организирале, зошто би пуштиле своји истакнати партиски функционери? Зошто би ги пуштиле таму? Зарем е можна протестите на вистина да се независни, а функционерите на СДСМ таму само да изразуваат индивидуална поддршка? Ама чекај, па што мора толку многу размислување? Зошто мора ние да размислуваме кога сител тоа најдобро го прави за нас? Што значи да продолжиме понатаму. Ако сител вика дека протестите се партиски организирани од СДСМ, мене ме интересира кој е следниот чекор, што ли следно планираат овие од СДСМ? Откако протестираат пред сите институции, да не планираат и пред ВМРО ДПМН да одат да протестираат. Да. Ништо не би ме изненадило. Кога се партиски, може и наместо пред институции да одат пред партии, во случајов пред ВМРО ДПМН. Од утре младите демонстранти, потикнати од смртта на Мартин Нешковски, својот револт ќе го искажат и пред штабот на СДСМ. Велат револтирани се поради фактот дека социјалдемократите се обиделе нивните протести да ги искористат за своји политички цели. Чекајте малку бе, како тоа ќе протестираат пред СДСМ? Па нели се организирани од СДСМ? СДСМ ќе протестира пред СДСМ? Тоа веќе нема никаква логика. Значи, ајде уште еднаш. Младите, според сител телевизија, се организирани од СДСМ, бидејќи нели имаат докази дека партиски функционери одат на протестите. Ова е во првиот дел на прилогот. Ама истовремено, младите се револтирани од тоа што СДСМ сака да го искористи нивниот независен протест за политички цели, па решили да протестираат пред СДСМ. Што значи, младите се организирани од СДСМ, а младите не се организирани од СДСМ. И младите кои се или не се организирани од СДСМ, ќе протестираат пред СДСМ. Логика? Што ќе ти е логика? Не, најсериозно, дај појаснете нешто, дајте некоја изјава, дајте да видиме што е позадината, што е всушност ова.
Па штом сакаат протести, тогаш и ќе ги видат. Заради тоа што СДСМ брутално е злоупотреби нашата чиста иницијатива. Згазна на достоинството на младите. Ја злоупотреби смртта на Мартин Нешковски. Тогаш СДСМ ќе има можност да види што мислат младите, за тоа кога некој пробува да ги злоупотреби. Значи, иако власта и провладините медиуми цело време тврдеа дека протестите се организирани од СДСМ, сега испаѓа дека не било така, туку дека протестите на вистина од почетокот биле независни, а подосна СДСМ се обидела да ги искористи за своји политички цели, па младите, револтирани од тоа, решиле да протестираат пред СДСМ. Значи, имаме една група кои се од СДСМ и една група кои се свесни, млади, независни и решиле да протестираат пред СДСМ, нели бидејќи се револтирани. Ако се ова е точно, тогаш што правиме со првиот дел на прилогот? Младите кои веќе 2 недели протестираат против полициската бруталност никако да го симнат политичкиот предзнак и да ја убедат јавноста дека се независно граѓанско движење. Партиски функционери на опозицијата карактеристични за денешниот протест кој започна во 12 часот со концерт пред споменикот на Мајка Тереза. И ај сега, што од сево ова е точно? Партиски, непартиски, зависни, независни, колку повеќе ја бараш логиката, толку помалку ја има. Ама јас сум сигурен дека Сител го има вистинскиот одговор. Режија, дајте да видиме што се случуваше на Сител телевизија на денот на протестите, односно контрапротестите. Александар Спасовски, нашиот репортер, е во центарот на Скопје. Кажи ми, имаме уште една група, кои се твоите соговорници? Драган, во секој момент се очекува да стигнат моите соговорници со оглед на тоа дека вестите и гледачите не можат да почекаат. Ќе ви пренесам дел од оние информации со кои што јас располагам во моментов. Значи, според информациите со кои што располагам, станува збор за непартиска група, односно луѓе кои што се собираат овде зад мене пред споменикот на Мајка Тереза за да го изразат својот револтот, како што тие велат злоупотребата на СДСМ и нивните невладини организации. Јас во моментов, колку што можам да забележам тука, е и делот, почнуваат да доаѓаат делот оние кои што се јавуваат како на еден вид на организатори. Јас би ги замолил доколку постои некаква можност дел од нив да ни се приклучат овде во вестите. Здраво. Ке може да ни се представи? Да, јас сум Елена Милановска. Ке може да ни кажеш, значи, со каква цел се собираат овде пред споменикот на Мајка? Значи, вака, нашата цел, значи, не е политичко здружување, значи, нашата цел да знаеме, да расветлиме целата вистина околу случајот за Мартин Нешковски. Кажи ми, вие предпоставувам дека идете по нелегалистички принцип, сакате виновникот за убиството на Мартин Нешковски да биде казнет. Кажете ми тогаш зашто се протестира, бидејќи од што сте незадоволни? Значи, незадоволни сме и револтирани сме од некои луѓе што се политички, како да кажам, обоени и вмешуваат раце, значи, во протестите. А не би требало, мислам, да присуствуваат на нив. Може да прецизираме на кого се мисли? Кои се политички обоените? На социјалдемократска? Да, на СДСМ. Мислам на нив. Така, Драган, значи, тоа е за сега се што можам да ви пренесам од овде. Екипата на Сител останува да ги следи протестите и на оваа група луѓе, па со повеќе информации во во следното информативно издание на вестите на Сител. Студио? Така, сарма се надевам дека ќе ги проследиш и двата протеста и да видиме за кого се всушност протестите. Да, супер, супер. Како што гледам, сум добил конкуренција во областа политички хумор и сатира. Сега, добро, сепак морам да признам дека ова е поблиску до К15 топ-листа над реалиста Монти Пајтон, ама во секој случај фасцинантно, навистина фантастично, многу добро осмислено, како една моќна критика на партиските послушници кои нели би излегле на секаков протест и секаде каде што треба, дури да не знаат зашто е тоа ако од партијата им наредат. И се разбира, ова е брилијантно и посебно ми се допаѓа делот, што? Не ова пародија, туку дел од вестите на Сител. Епа, во тој случај овој разговор представува какво представување, ништо не представува овој разговор, туку да уште еднаш да го слушам делот каде девојката објаснува од што се незадоволни.
Значи незадоволни сме и револтирани сме од некои луѓе што се политички, како да кажам, леле стоп. Стоп, сечи, се на 136-та, кадар 22-ри, втор пат. Вмешуваат раце, значи, во протестите, а не би требало, мислам, да присуствуваат на нив. Може да прецизираме на кого се мисли? Кои се политички обвинените? Мислите на социјалдемократска? Да, на СДСМ. Мислам на нив. Да, апсолутно. Се гледаше дека уште од почетокот мисли на СДСМ, само малку и беше незгодно да ги посочи, бидејќи така е тоа кога си независен, кога не си член на некоја партија, незгодно бе ти е така да ги посочуваш партиите како СДСМ кои бесрамно организираат протести. Ако го направиш тоа, луѓето ќе си помислат дека се од конкурентската ВМРО-ДПМНЕ и дека си тука за да ја оцрниш опозицијската партија, што нели нормално нема никаква врска, бидејќи ти си тука со една сосема поинаква цел. Што од денес? Значи, протестираме за да расветлиме, за да го расветлиме случајот околу смртта на Мартин Нешковски. И ние сме социјално-политичко здружување. Така, кој е вашиот став? Став? Да стоиме... Нашиот став. Значи, имаме став да ги Ви кажам, смртта на Мартин Нешковски. Да стоиме цврста да го расветлиме случајот околу смртта на Мартин Нешковски. Да, нашиот став е да стоиме. Не веќе си постоиме малку овде, после ќе одиме до СДСМ, па малку таму ќе си постоиме. Да, и така мислам, мора да стоиме, знаете како е, да... Ама не се секирајте, немаме врска со ниту една партија. Впрочем, ние сме против било какво политичко здружување. Бараа партиите да ги тргнат рацете од протестите против полициската бруталност, а самите се китат со партиски знамиња. Социјалните мрежи денеска се преплавени од фотографијата на Милановска, покриена со знамето на ВМРО-ДПМНЕ. На низиниот профил на Facebook пак стои дека е член на Унијата на младите сили на ВМРО-ДПМНЕ од Бутел. И тој проклет интернет и таа проклета А1 ги откриваат сите партиски организирани контрапротести. Да се забранат, да се укинат и да ги нема, и да останат само вистинските независни медиуми да известуваат за ваквите случаи. Како Сител, например. Сител објавува дека тој настан со протестите нема да го следи. Се додека тој настан не влезе во судска завршница, а ние со интерес ќе видиме како судот ќе се однесува кој случај и ќе бараме судот професионално да си ја заврши својата работа. Ние во тој циркус, дали е ваш или наш таткото, дали е ваш или наш братот, нема да учествуваме. Сочувство до фамилијата, а со тоа темата е затворена. Затворена? Ма како затворена? Ма немојте така, немојте да ја затворате темата, посебно немојте сега, кога имам ексклузивен доказ за финансирањето на протестите. Режија? Да, еве го доказот, ова е фотографија од протестите, подочна ова е фотографија која покажува како се собираат пари за мегафони, свирчиња, транспаренти и слично, и многу јасно се гледа дека чичко Џорџ Сорос лично пратил чек за поддршка на протестите. Колеги од Сител, навистина ми е жал што се откажавте сега и ја пропуштивте ова ексклузивна можност за конечно да докажете дека СДСМ и Сорос стојат за овие протести. Да, ова е видео спот изработен од креативните и паметни луѓе кои стојат за овие протести кои власта со сите сили се обидува да докаже дека се партиски и да ги дискредитира. Не се откажувајте и продолжете понатаму со своите легитимни барања. Да, тоа е толку за вечерва. Ако очекувавте да ја пуштиме снимката од Осама Бин Ладен, ем жив, ем присутен на овие протести,
Нема да го направиме, тоа ќе морам да ве разочарам, бидејќи тоа го кажав чисто колку да го задржам вашето внимание. Тоа бе, да, ве лажев, и шо се. Да, толку за вечера, се гледаме следната недела повестите. Чао, чао.